Епа, добро вечер. Добро ве нашле, добродошле у 9-та епизода. 8-та. 8-та. Добро, ја се понапред гледам, ама добро. 8-ма епизода ВД-каст. Денеска ќе имаме исто еден интересен гостин, што има да ни каже нешто интересно, а малку поразлично од се до сега што сме имале како гости. Човек што е поврзан со шоу-бизнисот. Шоу-бизнисот не само Македонија, малце поише ориентиран на запад. Човек што и барате вие компјутер, човекот старите, човек што работи со овие новите AI технологии, ќе ни каже нешто и за тоа како функционира, што функционира. Ни дали можеме да се најдеме негде тамо до кај ни се и тоа. Ја не дефинитивно. Зошто бе? Ти најмногу Не ме изненадува. бива да га зошто види, прашање зошто. Ја Facebook мене сега да ми го исклучите и ми рече да се направи, нема се направам. Ама значи море, тоа е AI технологија. Ти не треба многу да те бива, она прави се за тебе. Разбираш? Ама Не ме уште си- лафи си тамо, ајде сака не ме бива, не ме бива. Добро, после за тоа. Значи нашиот гостин денеска Даниел Уневски. Даниел, добро вечер. Добро ни дојде. Не Јас. ја и така. Ја у живот му немам речено него Даниел. Сега и падна, да. сака речи и сега на пример вака си мислам, Јон ми на нема пример речено. мино оно тастана, Даниел! И Да. нема се завртало. Не мене и ка ми прашуваат Даниел тука ли е? Кој е? Ја сега кој Даниел го ба? Добродошло, братче моје. Би многу официјално вака не су. Ја не знам што е. Вака официјално некој не ме најавил. Искрено ти кажам, ја не најавувам вака, он вака најавува. Зошто Јас сум официјално малце ја само поинак. каже човекот што работи, како Кај работи. волку титули ме нареди те Не за Џо титулите Јованка. тамаси, Не ме заебавај два. Ја Види. мислам дури даже дека испушти нешто. Испушти. Испушти кај направи и тука месец на скрос. Види, ја не се слагам прво таа што кажа Димо дека он не е за технологијата, он е единиот човек кој има испришан на Recycle Bin. Е, тоа да. Значи Васко Тоа- Бошков ни е сведок. Се надевам следен Тоа гостин е- во емисијата. Тоа ми е предизвик да го видам Васко Бошков на ова место. Ќе дојде. Желба е. Го носам лаптопот, му викам што е работа, а купен 5-6 дена. И гледам тоа едно носно тамо е, стое у чојшто, да шо е ова. Не може го тргне да е. Еј, го снема, викам вака и вака. Шо? Ами тоа а кај ми не беше подпишано џубриште. Епа не плаќаш, дошли комуналец го собрале. И тие чека, не вик, тука е, так. Му вика, колега, ела мамо. Слева колегата од долу. Ше го избриша на Recycle Bin. Чо? Recycle Bin. Не. Да бе да. Так. Вика, ова мора да се прати у Скопје. А и таму вика мора да му кажем. Ја те сликам. Така да лагае дека Димо не го бива за компјутери, го бива. Супер е. Да расипе нешто. Да. Он ќе ги тестира новите Да. технологии. Најди багови Диме да видиш што може да тргне на лошо на вие. Кај ти бе ако не тргне ништо на лошо, нигде нема. Шо да најдам? Машки муабет не е за тебе. Да најдеш нешто, ќе пратим, ќе кажем. Даниел, конечно најди време е вака да се видиме со тебе. Значи и официјално или неофицијално ни најдоме време Да. те видиме. Не дека сакаме да го викнем на емисија, туку не може си поседи. Да. А вака и поевтино ми испадна, ба, што беше на гости ми. Дојте. Да, виж, со кисела бојачка и со сочи. Ќе ни каже ли Даниел сега што испушти, Даниел да ни каже што работи. Ти знаеш кој си ми се баш прежеска на Цимо му викам. Ти си меѓу сега Friends, не знам, сите имат гледано вајда Friends. Ти си меѓу Чендлер. Сите знаат дека работи нешто, знај како не знам Чендлер што работи и после некој време викат, "Стварно што работеше ти бе?" Ја мислам дека Види лик што ми задзвона да. Да Не пуштам може. уживо, сакате ли? може. Ама не, мачи. Ало, Шо работиш, бе? ништо бе, седиме. Кај си на трафикта? Не бе на трафикта, тук сме у КТВ со Видајто и со Унев. А Унев шо бара там? Че сниеме со него емисија. Со Унев? Не че сниеме, ви че сниеме. Ви че снимате? Да, ниче снимаме, ја и Видајн че сниеме со него. Да бе, да, сериозно. Ја б си рекол следен гостин да ви предложам мене. Кој? Димито
што го оде мостот. Предложен е 100 пати. Да знаеш, ти си 78 што ни го предлага он. Не знаем, Ама не можеме да ги начекаме, не сакаме да го викаме само Димето, сакаме да ги викнеме заедно со кефтата, ама не може да ги начекаме двајцата. И Цаки, да. Тоа ќе биде врв. Сега. Дур не доиш ти со Кобрата и со Ико мајсторот и цела екипа и Јацто и Блажо од сервисот од Вача. Германија. Аз Не. денеска се жене моментално на Ико Колта на Китена. Да. Ја пред пице сите. Вакто сервисот денеска затвара порано, на свадба се, така што заврши неделата таму. Тешко за тие гости да вакто да ги викнете. Не мора денеска бе, друг пат типа, денеска мене ќе ме снимат. Прическа праве муабет, предложи и сега, мислам и после 7-8 сата мислење, испадна така Димче го оде мост. Ти мислиш, ти треба да частиш, бе. Слушай сега, слушай. Само не се лути. Не бе, зашо да се лутам? Одиш уживо у програмата што снимаме. Не заеба. Не заебаво. Добро, поздрав до гледачите. Се слушаме, да, поздрав до гледачите. Представи се кој си само. Ајде се здрави. Иначе Никола Деков фока е ова, чисто информативно. Да. Ајде, чао. Ајде. По-спонтано не може да биде. верувам дека По-спонтано не може. Слушај, ама и верувам дека едновекот е вака. Цело време те прекинува. Не, само он, никој друг. Олк што знае Верувам. да прекинува нешто интересно, убаво, не може никој. Знае да го погода моментот, знае. И така да, Дарил, шо рекувам, шо работиш? Не стварно, шо ти е, например, на звањето? Немаме LinkedIn, иначе таму одма ќе му и прочитаме сите титули што ги има. Не сум јас со тие. Гениталии. Моите со 3 букви, со 3 Сите букви. гениталии лични. Со 3 букви без р. Да завршеше у IT-то ќе бе ка Бајсто Бошков или Ѓоќето Коцев. Не, тешка работа. Они се со 6 реда имат. Тоа е- Description-а. Тоа се гиганти. Да, са- Гиганти, Дж. Јас Косев сум со 3 букви. И В. Бошков. Да. ЦОО ми пише, Chief Operating Officer, 351 Studio, Sky Eye Entertainment, веќе 11 години, денеска ми испадна на LinkedIn, 11 години сум у фирмата. Денеска ти е 11 годишнина? Да. Ајде, нека е честита брачо, Нека се е, множат. нека е, Честиш. уште малци и до пензија ќе добрам. Да, требаш да ми кажеш дека е пред да ни го купиш сок, што требаш да ми кажеш, али добро. 11 години у Sky никој пат не се гледа джоа канцелариски човек, познавајќи се себе си кој претходно бев. Ама ете се најдо тамо и останав и баш ми е драго што растев у фирма, заедно со фирмата, у фирмата, покрај Снупи и Ико, фантастични дечки двајца, бизнисмени што и ете гордна сите успеси на цела фирма, на се заедно со сите дечки што поминале, што се уште се дел у фирмата. Доста голема екипа на фантастични дечки поминаа, креативци, најголем дел од кавадарци. Многу малку луѓе знаат за цел успех што го направи Sky Eye Entertainment Баш како за компанија, да. Тоа ќе беше следното прашање, да објасниш малце со што всушност се занимава Sky Eye, затоа што многу луѓе се у таква збунка, што на пример мислат дека Sky Eye е, не знам, на пример студио за програмирање. Да, сериозно. Да, чудно е, да, пошто не е нешто што ние, в принцип, никој пат не сме се експонирани, никој пат не сме барале медиумско внимание, секој пат сме биле посветени повеќе на работа и може што има премногу работа, па не ни и не ни бил никој пат македонскиот пазар таргет, така да сме останале малце скрени, што од една страна е добро, од една страна е лошо. Лошо е што вака мораш да се објасниш кога бараш нови вработени, секој пат треба да објасниш кој си и што си. Генерално сме видео постпродукција, постпродукција. Знаете Зоран Алексич, музичар, успешен композитор, аранжер, продусер. Снупи, да. Ико покрај него влево у светот на музиката, ама од другата страна како видеограф. И некако природно почиња
соработката на направење на лирик видео кој што тоа време пред 11 години почиња да станува тренд. И се фаќа тие тренди, станува од ајде пробаме, станува бизнис, бизнисот кој што расте и за неполна година веќе почнуваме да работиме за Армада Music. Значи ако јас сум влезал 2015 кога веќе почиња да се формира фирмата, да се стабилизира, да се постават сите основи на една малечка стартап компанија. До крајот на годината, тоест до декември, веќе го имаме првиот голем клиент од тип на продукција, Армада Music, тоа е на Армин Ван Бюрен, еден најпознати ровски диџеј, холаџанец. И почина да работиме за нив. Случајно еден од диџеите што ги работиме за нив, Кеш, после тоа потпишуваат за Atlantic Records. И одат у Atlantic Records и му викаат од Atlantic луѓето од видео департамент, еве ти цела листа на вендори, одберите кои сакате да ви прават видео. И они викаат не сакаме никој од вие, сакаме 351 студио да ви прават. 351 Sky Eye се иста фирма, 351 е само бренд на Sky Eye. Тоа е името, другото е прекар. Сака некој би дошло. Не, сестринска фирма. Името и прекарот. Таа не е бренд, 351 е брендот. Так. 351 затоа што Ико сакал да сакаше да направи лого со бројки. И 351 е бројка што го прогонувала Снупи цело време и ја користа таа бројка као ајде ќе ја користим интересно и така стана приказка за 351 студио. Тоа што Sky Eye Entertainment малце подолго, во е баш впечатливо интересно. И така почнеме да викаат кои се би тие 351, колку вендори имаме тука од Нью Йорк, од Лос Анџелес, не сакаме со вие, и окей, добро, че им сакат. И не контактират од Atlantic Records. И што Atlantic Records е од? Atlantic Records е фирма, еден од најголемите лейблови у светот. Они се у групација со уствари саб-лейбл на Warner Music Group. Warner Music Group, Sony Music и Universal Music Group се трите најголеми лейблови у светот, под нив имат помали саб-лейблови, помали. Пример Atlantic Records у својот артист ростер ги имат Ed Sheeran, Bruno Mars, Cardi B, Tiesto. Тоа се малецки. Зборот ми е лафме за Америка, така? Да, за Америка, да. Тоа на кој пазар сме, да биде малце појасно. Така, и тоа почнуваме интензивно да работиме за Atlantic Records и после тоа што музичкиот свет, иако се они ајде да речеме конкуренција, ама таму функционира светот многу поинако и се word of mouth, реклама, те препорачуваат на други продуценти и стануваш, влеваш у играта, запознаваш луѓе, нели ти го ценат времето, ти го ценат квалитетот што го даваш. Hard workот, тука си за нив 24/7, иако не живееш во нивна часовна зона, ти си тука за нив каму треба, да. И тие професионален однос, креативноста на сите дечки што работат у фирмата, допридонесе ни да се изградиме и да бидеме preferred vendor, тоест еден од најсигурните добавувачи на македонски на сите лейблови во светот и баш нака ти си Даниел Луневски од Кавадарци и имаш состанок со Боб Песерин е легенда у светот на музиката, продуцирал песни за Guns N' Roses, за мални, баш тоа што работиме со него за Алис Купер, нака буквално немаш... Луневски Даниел Сони го има состанок. Има состанок и си кажеш, чекај, кој сум јас? Си лаф. Да. Сега у моментот да работиме и се слушам интензивно веќе неколку недели со Ерик Шекман. Ерик Шекман е оригиналниот басист и уште е басист на Spin Doctors. Spin Doctors ги знаеме ту Princess. И Princess lives in you before you, just go yeah, ahead now. just go ahead now. И тоа ти прави нака многу јак филм дека ти идиш од Кавадарци, живееш во Кавадарци, имаш такво влијание да правиш муавет со такви луѓе што оставиле белек од светската, не само музика,
туку у култура на живење оставиле песни што се памтат и ти си со нив на телефон. Нема појако чувство да, значи нема појако, не се битни ни пари, ни време, страшно. Он ти звоне тебе и ти вика, "Hey brother." И знаеш, нема појако таа. И тоа мене ми е таа таа лична сатисфакција ми дава многу енергија и накад некој пат часовни сезони се големи, 9 сати сме разлика со Лос Анџелес. И World Release Day е секој четврток према петок у 12 сатот на вечер Нью Йорк тајм. Тоа е 6 сабајле македонско време. Така, да. И мал милион случаеви ки што требало да се седе до 5 сабајле у канцеларија, тоа што има delivery date, треба има клиентот некои мали ситни грешки што не ги забележале, некој дел нивна вина, нешто наша, али секој пат сме биле тука достапни за нив. Да се среде се, да биде доставено на време и да релисот, пошто таму има цел маркетинг тим што работе, што го планира релисот и не смееш да... И они тоа многу го ценат, многу го поштуват и дополнителен плюс цело време го дискутираме тоа, зашто не се најдиме баш од таа зона, ки што имаш индици, мал милион индици, се милиарда, не мал милиона, се милиарда индици, кои што се фантастични ги работат нон-стоп. Проблемот ниве, или предноста наша, е што ние сме растени со запањачка култура. Значи сме гледале американски филмови, сме гледале, значи натаки сме насочени. Додека индиците најголемиот дел, значи ги имат тие Боливуд, закуп. Да. И тоа е нашата предност, и предноста на сите, не само наша, туку на сите овие што работиме како од Европа, да речеме, затоа што имаш доста украинци, големи украински компании кои што работеа на постпродукција со огромни филмови и проекти. Поготово Источна Европа имаше многу јака видеопродукција, али сето тоа е благодарение затоа што индиците кои што се многу народ и технички се многу спремни, ама не се нагледани на Не се креативни. Не се креативни. Ама се креативни на унимиот свет. Значи многу е различен. Тоа е скроз друг свет, значи Боливуд е така... Мислам, Боливуд си го знаеме сите, разбираш. Како? Флема е една, разбираш. Пукат 20 кошуми, едниот со забот. Едниот со... 4 епизоди, вакта, 4 епизоди трае тоа. Третиот па го дува, па го пука тука вака директно. Сега тоа почнеме да го работиме, тоа ми е многу јако. Сега почнеме, имаме многу реквестови за кратки мини драми, кратки мини серијали, и тоа е новиот светски тренд. Значи веќе е контентот у форма на 30 минути, 40 минути епизода Netflix за кратко ќе го снема, затоа што сега се веќе многу тренди серијали 50-60 епизоди по минута и пол, 2. За мене. Вертикал драма. Тоа за мене, јас каш се успивам само до насловот, која ти изнагледам. И баш коментираш и колку е попрактично. Сега земи, ти си, не знам, живееш у ептен голем град, ки што ти треба, не знам, 25 минути да стигнеш до дома, или со метрото се качиш, патуваш секој ден. И сега ти треба да потпаднеш тоа време, тие 15 минути, 20, ки што седиш у возот, чекаш, или не знам, патуваш, треба нешто правиш интересно. И се сакаш да гледаш Netflix серија ти зима, не знам, 45 минути епизода. А тука имаш, гледаш 5 епизоди, ти поминало времето и си дома веќе, знаеш. Го памтиш действието, гледаш 2 епизода денеска и у 4 дена ти серијалот е завршен. Имам зирнато, во е многу интересна работа, само ако нека почекат. Ја да го изфрлам во моето сценарио. Не чекат, туку дневно се продуцира масовно и има доста голем погото. Както те ще видели, не за тебе. Не чекат. Не чекат, значи ти си сега у прайм тајмот кај што треба да го фаниш моментот и треба да контактираш затоа што скрипт врајтерите, нешто. Ни добиме, не дека сам ни добиме,
има на нивните платформи, ако отидиш, еден од клиентите ни што ги работиме, тоа е вториот најголем у светот на продуцент на тоа е продукцијска компанија што произведува таков тип на контент. Има 2500 серијали. 2500 серијали. И што забележаме, ние од изгледани 4-5 серијали по неколку епизоди, што не можеш да изгледаш сите, забележаме дека уствари нивниот најголем проблем е идеите. Затоа што сите идеи, кога ќе погледаш неколку, Се малте не се тоа слично. па тоа тука. Јајце на јајце. Да. Значи се тоа е истата приказка и луѓето не го сакат веќе. Ако гледаш, ајде ти тетки, некои бабички, му е окей тие филм. Ама сега следен чекол треба да е скринрайтер Скринрайтер, да. Сега е многу поедноставено со сите AI тулови, language модели што ги има, за да не го правиш тие малскиот делки што ти седиш и типкаш на тастатурата цело време. Се тоа е многу поедноставено. Ако ти имаш разработено идејата у главата, му ја даваш, направи ми скрипта, ти ја форматираш скрипта, правиш proofread, го читаш, го се бришиш што не ти се свиѓа, додаваш, средуваш, праќаш. Гледај се, например, окей, ја ти викам ти пишам сценарио за еден... Знам дека пишеш. За еден настап тук и нашкав да речки од времето. Например, ја го пишам у диалогна форма директно. Може би најтешкиот вид на пишување е тоа. И сега, например, колку ќе се измене таа работа. Ја, например, многу сакам, тоа сум го напишал пред една година, например, затоа што стварно сакам да го изработам како што треба. И кога ќе го земам да го читам, например, сакам да си чкртнам, да си шврцнам, па да додадам, па да земам, па... А ова сега вака што викаш, бум го даваш идејата, он ти го... Да, види, Ти го средува. Ти го средува, ама пак човечкиот фактор е многу... Душто пачи ја дадиш ти. Многу битен, значи многу битен. Ти можеш да му откажеш и да му даеш така, да му нафрлаш неколку идеи и он сам да си направи приказка и си направам. Ама човечкиот момент никогаш Душта пачаш, тоа викам, душта мора да ја даде пак човечка рака. Да. И тоа се дефинитивно едни од професиите на едните таки што креативноста човечка ќе поготово у тие свет ќе биде. Мада ти ми исплаши малце последниот пат кога првеме за воа муабет, викаш сега вики глумци ќе ги изфрлат таа, се ќе биде вика на со ај. О, ти дома одер га ја и Абе ја на игроорната ќе одам после, не е проблем. Да, тоа е генерално точно, затоа што поскапо е многу. Да, снимањето е многу поскапо и организацијски е многу позахтевно. И што правиме ние сега има многу напредни видео модели кај што буквално не може да направиш разлика дали е тоа снимано или вештачка интелигенција. Ај што викам, AI. До тие степен кај што еве за едниот клиент што работиме е баш фул реализам. Кај исто тренираш модели, он држи конзистентност, ако треба да изгледа кај Димо и кај Видан, ќе изгледа кај Димо и кај Видан. Ако треба собата да изгледа вака, ќе изгледа така низ цел серијал. Значи ја држи конзистентноста, не правиме лави. Тоа реализмот е потешкиот дел, додека анимирани стилови, тоа што сме го работеле, пример претходно, или 3 што сме го работеле, 3 месеци, цел тим работел на тоа, са се прави у 15 минути со генерација и изгледа појако од тоа што претходно се работеле. Што се мача. Кажи ми ти мене, кога ќе пукне сета оваа работа, каде јас да земам овој речко транспарент у раците и кај да одам да се жалам. На кој треба ни На да му тропаме на врат. треба, На кој? сакаме да глумиме. Кажи каде јас да одам, ти мене тоа ми го кажи. Прво дојди кај нас ни најблиско сме. А после да говориме. Ја не, ама има 2-3 кај нас. Ќе Ќе видиме со как ќе биде и да. Ќе решиме.
Не, генерално светот оде у таа насока. Сето е колку е, да, и од една страна веќе дозволува туловите, ама од друга страна генерално се е сведено на нели да се намалат трошоците, сите си го гледат нивниот профит и генерално поготово сега за вие контент што го правиме моабет ка кратки мини серии, таргет публиката се генерално повозрасни луѓе или луѓе што немале допир со видео индустријата и таму се поминува. Значи таму не, знаеш, Семо интерес. Не се гледат работите од продукцијски аспект. Квалитетот на продукцијата не е пресуден. Значи, ова цена може да биде шишто тука, ама може и да го нема, или шишто наеднаш да исчезне. Најбитна му е приказката. Да. Најбитна му е приказката, они се врзуваат за приказката. И тоа е цела... И затоа викам дека као скрипт врајтери, тоа е следната, верувам дека многу варана професија, кишо креативни луѓе што затоа што АИ-то да е тренирано, знаете како функционира АИ, за тие што не знаат како функционира, тоа е тренирано на постоечки бази на податоци. И он знае да измисле работи, ама ги измислува пак врз база на некои работи што што веќе он ги бил трениран. Ама твојот мозок не функционира така. Твојот мозок функционира на тоа што го гледаш, што си го слушаш, што си го искусил, што си слушнал приказна, затоа што да речеме приказните што у претходната, не знам дали ќе биде претходната или предходната епизода со Миле Буки, тие не може ни едно ај да ги измисли. Сите дешаки што се случиле у Миле Буки у кафењето, нема ај да ги измисли. Ја мислам Старо да клумне ракна што вика. Тоа ако му го даеш на аито, знаеш како ќе биде? Се мачи постоа ерор. Ама аито да ти објасни како се да му објаснил на царот Бог си опрости како се прави дијамант. Знаеш ли каква дискусија ќе било тоа? Ќе му објасни, не да му објасни. Симчо, дали сметаш дека воа со аито може да излезе од контрола? Не у стил на кафија филмите да земе да не кола поред, него излевање од контрола у стил дека нема да се знае виќе реалноста од вештачкото. И дали мислиш дека има крај во чудо? Стигнато е до тие левел ки што виќе дипфейкот ќе биде следната војна. Не ми идеше зборот, не ми дојде. Клод е еден од... Треба и превод да става. Се што кажува да дипфейк. Сега човекот РЛ не ги вика и одма превод ти. Ама си. Мести. За латиницата лафам, не за нас. Да за латиницата, ја темата на места. Да не ме наместиш да пеам или јаки, много се било. Сериозно на крајот сакам да викам Луце, че стајме титул, ама ја он се подади прв. Не, прво нешто ќе направам на ај уневски ири јатка да испее. Гај, мислам, отиде на работа, виќе нема назад. Клод е еден од сега, као најмоćните AI тулови. Тоа не е за видео, повеќе за програмирање и имате еден многу напреден модел и го пуштат и на 500 најголеми компании во светот му влева у системот. Самиот од себе. И не го пуштат, туку му го дават на сите вие компании тие модел за да си ги следат внатрешно проблемите, затоа што до тие степен е моćен да Што он видел се. Да. Со едно влевање. Да. У системот, браво. Замисли најголемата компанија на светот и он го пробива цел систем. И ти вика, постојат вика, елавам. Воа, да си го средиш, се вратам ја за месец дена, ако немаш ништо чепнато, ти си знаеш. Да, и не го пуштат, гаш пак има, значи тоа е официјалната верзија, што ја знаем, официјалната приказка што ја знаем. Никој не гарантира дека нема некоја лудо човече у ние со брчињата вака што беше, дека нема некоја лудо човече што веќе има направено сличен или може појак модел
и што нема украдено милиарда податоци од Си се. чекал позадина и Значи, само деби. никој не гарантира. Значи, ние знаеме оваа официјална приказка што ни ја дават медиумите. Нема гаранција за тоа, така. Ама никој не ни Ама кажува. и не може да има гаранција. Замисли има у Русија у некој бункер си седат сега три ще дечки. викам. Да, три дечки си седат и само брррр ти стига тебе само одлив од трса, у исто време да стига. Со нас нешто ќе ни стигне. Не може да стигне одлив. Мене ми е доволно на преđешните наши соборци и другари ДЖК и ВБ таа сума да ми стига. Да, мене не ме Јас страда сум задоволен, ни јај ми треба, ни влевање у податоци, ништо. Абе гајде да влезе па со жале да речек да му пуштам на ве. Како беше? Тоа секо. Мене не ми е страда да ми влезат у сметката, срам ми е. Срам е, да. Ја особено сум фасциниран од видеата, што викаш, мада, ти што кажа преđеска, ако некој стварно вистински се посвете, нема да забележиш разликата помеѓу АИ-то и живото. Ама јас гледав три музички изведувачи, две машки, едно женско, АИ, Да. а видеото и онака може, не, оти цело време е со еден кадар и можеш Да. да го провалиш дека е. Али гласот. Ау, човече, ами ритмот, ами лириксите на песните. Мислам, ја гледав првата емисија со Начо Маленкова, нели го спомнате? Да, она спомна, да. Да. Спомнате, нели? Тамо е скрос отидена работа. Таму е па веќе, мислам да до совршенство доведено. Съвършенство, да. Суно е, пример, Суно као едно од најпознатите тулови за музика. Е страшно нешто. Говорење. Има иначе типот што јас го моментално го слушам и сум буквално сега да не речем навлечен, ама обавезно дневно 2-3 песни му слушам. Вака е со брадиште, големе, ка оној типот од не знам од која видео игра беше. Така еден глас, еден продорен брат, некој добар баритон, разбираш, и шива некоја поп, рок, па дури и некај амерички фолк, односно кантри Кантри. удара. Ау колку моќно. Да се запрепастиш. Страшно, мислам, вој убавиот дел биш го забавиме. Мислам, со видеото Да, и со аудиото сваќам, убавиот да, дел. да. Лошиот дел кога ќе дојде, мислам, ќе биде кога ќе пуштиш вести, не знаеш дали е тоа вистина или не е вистина. И го спомнав, нели, дипфейкот ќе биде следната војна ќе биде таму. Тоа. И тоа големи играчи плева таму у тие бизнес, али сам многу интересно време за живење фанаме, мислам дека историски гледано најинтересното време го фанаме од технолошки аспект на развој. Замисли кога почнаваме со флипери, PlayStation 1, 2, 3, да, Тоа ви почнуваат со флипер, ја со газози. Commodore 280, Јас сум да, газози, јас сум уште од пред Да. флиперите. Ти Ама горни се- оцрци имаш, ма. Имаше ај технологија и таму. Се знаеше кој не може. Кој чупавец, ма. Четиш. Да, Еј, што викаш ти фанаме се. Се фанаме многу јако време фанаме за живење, нака баш е јако. Цела технологија се менја. Не знам, секој пример да го земиш општеството е дома да си отидеш, имаш робот што ти мете биче по дома, значи Аби, секоја втора куќа. Ај, неки Вучичка беше каму го изигра српско коло. Да бе, свари Кинеските Јоро роботи игре. го гледаше? Да. Ле ги гледам Ма да вака. нема бенди се, нема некој ама стил. слушай, ги гледаш вака си кажеш, ле, види душички, да. Додека така, душички вадат узи, Да. поредат таму се. Кај ја порано, Масакар. кај испадна на просмукалката сама што мете. Да. И вик да си купиш, шо? Па на спаен да ми издаме некоја вечер. Бегај таму, ајде. Знаеш, Томи Джери од кога го предвидува тоа дека ќе Да, има да. Тоа е пейси некоја, Да. шејси некоја, брат. Ама они ама намачк, ништо ќе прави. А расипаа они да. Исклучиме ние некој вакво. Некој штекер е таа, треба да го исклучиме, сада да најме кој штекер. Тимо, немаш киселово да чисти. Знам Цимо, ја уште кога донеси ја знаев дека ќе не ка видов дека тебе не ти донеси ја знаев дека ќе нема. Набавувачето шка не Да одмориме малку од Колку сте работи? Пола сат. Со се фокт. Доста е за првиот дел. Со се фокт. Само ше воа да му го спомнам на Цимо, на Цимчо. И че
мора да кажам, он ми е Цимо, а он ми е Цинчо. Он ми е Цимер кога сме со театарот, а он ми е Цимер кога одиме на семинари, на така да цимерлък на нивоу. Ако оде некој со Цимо негде, а и ни сме таму, не рачне дека ќе биде Цимер со него. Така. А и вичи и последно време и не ни сака да биде Цимер со мене, затоа што одзева и хотел, и мотел, и планина, и се. Иначе Димо му е кум на бида, мен ми е... Девер. Да, ќе му биде кум. Цимо ми е Девер, а јас сум у него Старосо. Абе, бака, свински Со црева. врски су дојден. Не знам дали ја гледаш таа епизода кога соопштив за таа една работа. У понеделник сме договорени со Бубо да направиме една пресконференцијска така малецка, едно 5 минутна за 20 јуни ќе има парада на гордост у Скопје, ни сакаме да направиме тука со деца, со деца, со од дома и кучиња и мачиња. Другата гордост. На фамилиар, да. Правата гордост. Вистинската гордост, да. Затоа сакав да заденам дали разбра, да не ми изумам после да те прашам, а инче да ни се враќаме за 5 минути, а и се вратиме со спонзорите, односно с пријателите наши да ги прочитаме и да кажеме колку се добри и колку се убави. Да. Добредошле назад на нашиот муабет со Уневски. Го почнаваме вие муабет со тоа што моментално го работе. Како што кажа, он 11 години виче на денешен ден. Сега ќе го прашаме малце за тие негови почетоци со социјалниот живот у Кавадарци. У тоа време социјален живот значеше директна комуникација, а не преку Facebook, нели? И со ноќниот живот пред се. Зошто? Затоа што, како кажа ти, сите чекаме... Најчеканиот човек да, за викендите беше... Дедо Мраз така не го чекаме, кај го чекаме Уневски да дојде. Беше Уневски за да не слика на Кавадарче, затоа што ако немаш слика на Кавадарче, ти не си бил испаднат, бе, братче. Се бедиме сега реални да си бидиме. Дури и љубоморта се лечеше со сликите од Кавадарче. Опа, еве сум, гледаш? А па и колку ваква се расторија па со Кавадарче. Ајде се спојале се расторија. Мислам и мало така, брату, не ја ставиш. Ај, да, ако не мало ти. Сам така и мало многу. Уневски оде, вие позади него. Зошто? Да не ме фане негде у позадина. Вака он кај слика и јас сум позади него. Стварно кажи како почна таа работа. И која година беше почеток? 2008 од тоа време. Цимо, ти роден ли беше тоа? Како не бе Цима да така е зборот, ја втора на факултет бе тоги. 2008 тоа сакаш што се нели тренд подкастите, тоа време беа трендови вебсајтовите и Пафи, Ристе Митров Пафи, сите од Битола, не знам, тоа уште му е на сите луѓе, накака имат некоја идеја и сака нешто да направат
И не знам зашто цело време нам не му текнува, не да ми се јават, ја да му влезам у концептот, на сите му питало нешто у концептот. Затоа што тако си. Ајде, Не одма, знам ајде зашто. бре, не седи, Не, ајде. ја ќе кажам само да задржи ја мисля затоа што твоите менаџерски способности настана во живоа не е никаква. Твоите менаџерски способности ги имат само двајца, тројца у цело Кавадарци. Затоа ти си ја воца. Тере Да. се. Да, и упорен е. И многу е упорен. Упорит. Да, упорит. И ми звоне брато вака и вака, сајт ќе направим за Кавадарци, окей, јас ќе земам техничкиот дел, нели дизајн, се што треба. И идејата негова парично беше нели да биде галерија, најчесто нели ноќен живот. И нели така е, тоа е како сите ме запознаа Даниел Луневски, дечкото од кафичето што сликаше, мада мојата идеја за концепт и што стана Кавадарче да биде медиум за градот, као градски медиум, ки што мојата теорија од тоа време беше окей, никој пат нема да пишеме политика и никој пат нема да пишеме неубави работи. Значи, не рекол тоа време не здашевале неубави работи од тие 9 години колку што реше цела приказка. Со сајтот имаше многу, мислам не многу, али имаше неколку големи настани кои што потапсија цела држава, трагични за жал. Ама никогаш на сајтот не се најдија такви настани и секој пат пробуваме да раскажеме убавата приказка Значи за сте крај. држеле до тоа што сте го договориле. Да, тоа ми беше као, како се вика на македонски уредник, да. Уредник на сајтот, беше као мисија дека никогаш нема на сајтот да има негативна вест. Сакаме да го прикажеме Кавадарци убаво светло, сакаме да ги поддржиме млади, сите млади дечки. Кај имаше денови ки што буквално не сум си одел дома и тоа сајтот беше чисто волонтерска работа. Многу мали приходи, чисто колку за самоодржливост на сајтот, али од тие сајт па мене ми донеси пријателство со многу, мислам, ви сте ми едни од најблиските луѓе кои што ми станале уште поблиски преку тие сајт. Сакав театарот да го, нели тогаш почињаше Ицто и Јулто прва представа која што 2007-2008 следува мал милион представи после нив. Буквално се беше застапено. Спорт, фудбал, кошарка, ракомет, футсал. Да. Имаш, Даниел, да дојдеш да сликаш, брат, че треба профилната да менја. Не ме заебавај. И не се убави моменти. Мене Кавадарче ми е многу убав и драг спомен од цело моје живење, затоа што првично така и запознав и Снупи, и не знам, сите луѓе што у градот значат нешто, што правеле пред се убави работи, што сме делеле убави работи и сум научил многу работи од нив и имав едно место кај што пишев моја перспектива на гледање, никој пат не го ставив тоа у сајтот, имав едно блогче кај што ја пишев. И тоа што ми продади една од најубавите лекции што сум ги научил во животот, Владимир Темков Шефто, он беше тогаш директор на Дом на култура. И нели, ти си на 23-4 години, не знам колку сум бил, мислиш дека се што лета се си јаде, ти се та разбираш, ти бунтовник без причина, јадиш бурек, да не речем други работи. И вика кај него у канцеларијата, нешто не се дешавало у домот, канака, појма немаш. И вика кај него у канцеларијата, супер, добро. Де да направиш тогаш еден фестивал, видиме како, што знаеш ти да направиш, толку зборуваш, треба да покажеш. И мене тоа ствари ме делуе као, чекај сега јас го изеди бурекот, ама сега треба да направам нешто за да покажам дека со право сум се бунтувал. Сум јадел бурек, да. И тоа го правиме так, првиот на стадионот, на градскиот стадион, мислам да беше најдоброт од сите 4. Сите што значеле некојаш нешто на македонска рок сцена, не го преземаја така мој личен успех, ако не биле сите тие имиња што дојдија генерално пред се поради Бубо Каров, затоа што фестивалот го прави му чест на Трајко Каров.
Кавадаречки Вудсток беше Да, тоа, првата. беше страшно добро. Беше страшно добро, многу добро смислен концепт и со Марко Дано Димо беше со нас цело време. Страшно добро поминаме. И тоа ми е една од најбитните лекции што ги научив во животот, дека окей, ајде, ако ти држе дупо човека мене во Кавадарци, сакаш да лафиш, еве покажи се. Да, за да лафиш за нешто, да имаш треба да тежина, направиш од тоа нешто по Да, За да можеш да лафиш. подобро. И генерално мислам такви приказки, мислам такви лекции од сајтот научив многу, научиш што значи приватност, култура, толеранцијата ми се крена многу повисоко ниво и кишо сум немал Под приватност мисле ка сликаше, ајде лужи му вика не ја ставај. Да, брату, само мене пушти ми Не ја Winbox. ставај. Winbox пушти ми. Да, ја да си ја ијам. Да. Сам имало такви Кажи ми ситуации. само, има ли некоја со невестата, тогаш ли се запознал во време на Кавадарче. Дали му купили на човекот чейли? Или ти ка Сам треба да се воцепенеш, купам не би чели, купил? бе. Зошто? Добро, преку Кавадарче тие ще Да, ја блокира страната. да се примене. И се налути, ја блокира страната. Ја да ни купуваа така чевли дома сега, че на димета пи до конкуренција ќе му Ти си втор. Парфечи Данчо. Да, Чиданчо. Чиданчо. Данчо Да, Бањански е далеку на прво место, па после ти. Не, да, имаше. И многу ми е едина цела приказка со Кавадарче, што ми е најкриво, што не ја зачував целата архива. Значи, таму има. Сега ми е криво од таа перспектива, али тогаш немало пари, знаеш, имаш хард диск од 80 гига. Што ти е криво типа? А- Сите човеци сега речем, сега ви пратите ми и мене сликите, ја што ми ги праќал. Сите си чуваме дома сликите од Кавадарче. Да, генерално ме сам и тие што беа последни, затоа што на сајтот плачаме доста бендви тежеа сите тие слики и ги бришеме со тек на времето, како минаше времето се бришеа. Али имаше места кои што сега не постоат, локали што сега не постоат, Тоа е многу важно, да. Луѓе што виќе не се меѓу Не се меѓу нас, нас, да. знаеш, пријатели што не си ги видел многу Тие време. работи со пари не се плаќаат, И така е. сега ми е криво што тогаш не си ја гледал таа вредност, колку е, не знам, стариот плоштаци имал слики, знаеш, работи што не сега плоштадот е моите деца не знаат како бил, никад сме живееле, што не е нешто голема разлика од времето, ама нешто убаво би било, барем ја лично си ги имам дома и да му кажеме, дојдите ви на гости, на децата да си покажа да му кажеме, виж ни тато како изгледаме на Роđен денот како Да. спомнаме на Блу роден ден, Ше, беше тоа, е. беше настан и пол. Тоа е за 3 албума да Да, напаниш. Многу. И те седиш у кафчето однаму негде го гледаш Даниел и еве го, ајде, мести се. Првиот маскебал у Блу. Да, Првиот маскебал у Блу. Оу. Тоа беше ненормално, ја не знам колку народ се изрчи тие. ја бев Jesus. Да. Се Дечкото прејако. со апаратот. Да. И многу беше јако што ако се појавиш одма си славен. И ми имаше и на Кавадарче, напишаа за представата, напишаа за моја. Да. Во секој Значи- случај преубави спомени од Да. тоа време. Како ти кажам, ви бете пионери нели у таа работа и беше многу пријатно да утрото кога ќе станиш и да видиш толку многу весел народ, толку многу убаво кажа ти не дека не мало, негаш и мало и неубави случаи, ама сте останале доследни до тоа што сте го договориле и буквално, дали ја памтиш тајна дешавка исто у Блу, затоа што многу работи, особено со мене и со тебе се поврзани со Блу, кога јас, Перо Манчев и Крсто Трифунов ка сликаме со сите од Блу. Со сите. Секоја маса, секоја столче, секоја кокница. Со сите, тројцата така. Утре галеријата само од Само одли. И имаше еден многу јак ликот што се јави пред Джеска, Никола Деков, Фокта, наш. И сега имаше едно време бројчаник под сајтот, под слик, секоја слика колку пати гледана. да. И имаш 4000, 5000, не знам, 8000 слика гледана. И од неговата слика 28.000 пати.
село дома е 5. Рефреш. Како ти искаш рефреш, како да значи колку треба да имаш слободно време да направиш тоа. Шапија. Чао, Фока! За Фоката мора да ја кажем, сај што колегата од театарот кога го праша Фока кој ти е омилено животно. Само го погледна и се зачути. Ау, виква, лошо звучеше. Дефинитивно еден од гостите што драго ви огледал овие каст. Ќе биде, види, ваа прва И сезона. Вајсто Бошков не е. Да. Ваа прва сезона, како да кажам, концептуално не ја седнаме и да речеме, например, можеби првите две-тројца гости, например, моја желба беше со Нача Малинкова да почнеме. Плюс се, нели, како Кадаречка од дива. поширок, така, Кадаречка дива. од поширок калибар на Да. на звезда. Сега, на натаму, сегаш викаме да бидат луѓе од сите бранши, ама и не само, нели, познати по една област, например. Него е сега, например, нели, Мило Буки, да, угостител, ама Мило Буки е пред се чаршидар. Апсолутно. Да. Мило Буки е пред се интелектуалец, Мило Буки е пред се, кашо вика он, извини, Мичо, будала. Ама, токму, еве сега, здравие Боже, че најавиме дека следната недела фактички че имаме уште 3 гости. Ти, што најавиме, шо? Дивиот. Исто легенда. Петар Ангелов Диви, исто една спортска, македонска, балканска, европска, Голема легенда. европска легенда. И што ќе ми биде неизмерно драго се договориме веќе да снимаме. И за тоа сакам да кажам, например, последно нешто што ќе снимаме ќе биде Ицо Нарада. Ицо Магаренце. Радиенце, магаренце. Радиенце Магаренце, мој мил комшија. И на крајот, еве, да му една порака, ако не гледа, да се прибере малце у Кавадарци и сакаме ВД кастот да го завршиме со најпознатиот кавадарчанец у последните 10 години, Борче Стаменов. Нели? Со него сакаме да завршиме првата сезона. Страшен дечко. Да, страшен дечко и затоа сакаме со него да капакот да го ставиме и црешката да го говорат. Така? И дојде на одмор. И дојде на одмор. Мислам, ви чуете на одмор, ја чувам на езерто. И одмор и таму ише. Таму си изморуваш ли ти? Така да, втората сезона може би уште не знам како да го најдам зборот, да не речем едноставни ликови, него Види, нема едноставен, нека има... Потака, без... Значи, живееме у прекрасен град, кај што имаш мал милиарда легендарни ликови, кај што... Секој си е уникатен на Да, свој начин, а ти изгледа дека е едноставен, дека нема некоја... Мене, например, животна желба ми беше некогаш да седнам и стварно ми е криво. Со Бог да го прости, со Вајнто Човтакот. Да. Со него да направам. Па, што ти тебе, Вајнто Човтакот знае, он е жива енциклопедија за таа чашија, а газал 30-40 години. И тие работи не смееме да ги... Затоа и нека мислам, на недела на емисијата на Мичо му вика, маре, дај, смогни сили, пиши ги тие, че се заборават. Ако он вика, еве ни у театарот, колку работи ни се случиле, И така помина. ако днес се собериме 10 души, ни двајцата, тоа ќе ни текне, па 20%, 30% текнува. Да. Така и него, ќе избледне. А таа што има Буки, нели, аура, Да. нели, таа ако не ја ставиш на хартија, мислам дека ќе биде голем греф. Знаеш ли, Цимо, дека Уневски беше и голман едно време? Знам, а ти дали знаеш, ја и Уневски како се запознаваме? На некој Како семинар? почна, почна неговата, како да кажам, кариера со јавноста, со социјалниот живот, Не, кажем. стварно не знам. Тиквишки Гроздовер, ние од гимназијалци не викат треба да учествуваме од некоја поставка и си миеме доле на плоштадот и се распоредуваме по поставки. Кај Димо ми вика, ти тука стои до мене и да ми помагаш да ми кажеш која иде поставка за ја да ги читам. Тоа. И одиме у фоајето у домот, седнуиме, треба да спремиме текст за кои поставки идат.
Прва, градски оркестар, импровизација. Втора, знаме на град Квадарци, импровизација. Трета, знаме на Република Македонија, импровизација. Што правиш? Ти кажи ми само, нема мака, и јас тоам доле на как се вика, на семафорот, гледам кои идат следни две, си идам ки Димо, укажувам и така почињаме. И после тоа магијата се ствара. Да, Чирак. да, чирак. Чирак му беше на Мене уште ми е чест и гордост што ето сте пријатели, дел од фамилиите биче сме, јас секој пат сум сакал и нака гордост ми е кога седам со ликови као Чкоданчо, Бањански, као Бубокав. Ја тоа си го сметам као моје лично достигнување што сум успеал да седиш со такви ликови што јас сум ги гледал на телевизија. Да те ценат да. како човек. Шкомарија Димитров, не знам, од ДРТК, тука сме у него автоматична телевизија. Се ликови што јас сум пораснал, сум ги гледал, сум ги слушал и сум увек гледал вас на сцена и сакал да, знаеш, сакал да те допре некој. И тоа ви го доживувате многу почесто после представа, знаете како и после, не знам, со се што правите, знаете, го знаете тоа чувство. И јас сум бил од таа страна на фановите. Не, сериозно, ти знаеш, го бира, ама не, ти знаеш дека ја му реку, уште тогаш му реку, слушај вамо, пробај да се бавиш со вакво нешто. Затоа што ти не си свесен колку он ми помогна, јас до тогаш 100 години претходно, а и после тоа, нели, малте него водев сам овој карневалот на Гроздоберот. И како што кажа, он скоро сегаш ми беше на импровизација. Страшно многу ми помогна. И му реков после тоа, нека ти биде, бави се со нешто вакво, затоа што едноставно те бива. Абе, сум бил промачурен уште тога. Да, визионер. Гледаш ли сега со кој прави глави? Трчал да му каже кои поставки сега прави на Атлантик Рекордс директорот. Стаменов, ну пада ми титкаш ти мене. Шо, Джоа, јас кизне какви зборови кажувам. Друг збор за гребло немаме. Ни друг збор за тибам немаме. Кажи ми, еве, ајде па да се вратиме малце на SkyEye. Кој ви е прв клиент, еве, ти се вработи у SkyEye? Тоа што работиме не беше толку индипендент артисти. Така е, еве, кој е најпознат вакво некоја звезда што сте работеле со нешто? Сите имаме работено, не знам. Мене ми фалат можда Rolling Stones ги работеле, Red Hot Chili Peppers не сме ги работеле. И не сме работеле... Со Red Hot Chili Peppers, ако правиш на телефон му абета, не ме викнеш, тука мој и твое око... Нака буквално се работиме... А иначе, извини, ја мислам дека тебе првиот клиент, усвајте ти беше DJ Вукац, бе. Имав убави надписи во време на Кавадарче. Имаше едно време, беше тоа, не знам, 2009 и 2010-та, хип-хопот у Кавадарци биче кај на ефтен. Да. Имаше добри ликови, а да не ги спомнам некој да се навреда, имаше добри ликови у тоа време, што заслужуваа медиумско внимание. Али, окей. Сработиме, Биданче, за едно време, знаеш, првите клиенти кога почињат големи светски имиња да ти идат и се возбудуваш, те пачија, знаеш. Еуфорија, ама после некое време па почињаш да ги гледаш ка си бир тие, дали е Бруно Марс, дали е не знам. Ед Ширан. Да, не би некој наш локалец, знаеш, не те битно. Ги гледаш на исто ниво, гледаш проектот тоа, треба се сработе и го завршиш. Мада не е секој пат исто е пример за не мислам дека е преедноставно за некои проекти се потпишуваат NDA договори, тоа се договори на доверливост, кои што потпишуваш така со 6-7 цифри договори дека не сме да испадне песната од кај. Пример, никога работиме Ed Sheeran Bad Habits, ние имам, тоа беше најголемиот летен хит таа година. Значи буквално број 1 на сите беше да сите топ листи број 1, не знам, 4-5-6 месеци беше, мислам дека уште важи за најдолго прво место на Billboard топ листа. Ние имаме таа песна некои
3 месеци пред официјално да испадне на радио. И се замисли таа песна да испаднат кај тебе. Значи, крај готово, ти нека прво што ќе платиш 1.000.000 пенали, ти веќе не постоиш од тие свет, те бришат. Те бришат затоа што испаднала песната, пред официјално бе пуштена, си уништил цел маркетинг, си уништил цела кампања, милиарди придонеси кои што тебе вело да иземат од таа песна. И не дај Боже да се случи така. Значи готов крај. Ама па добро, ние не сме бугари. Како Даде на македонски ќе направи. Таа една приказка, не таа една, мислам, сериозно еден мој школски оде у Аргентина на физика олимпијада. И нека што отиде, него се врати таму со, мислам, златен или сребрен медал, не ме зимата за збор. И вечерта, летот му беше од Скопје до Лондон и после од Лондон до Буенос Ајрес. И у Лондон преспиват и ги носат вечерта сите тие што биле таму собрани што ќе одат на олимпијадата на некоја забава. И на забавата му оди и му вика: "Де сакаш да ми ја пуштиш од Продиджи новата?" И ви викам: "Таа и таа, се не знам точно, ама а вика не е испадната таа, вика таа цетри добро, кој не е испадната?" Почки вика да отидам само до собата. До хотел со соба. И му каја се од Бугарија. Од Бугарија ме си ја купи, вика, од пазар, вика, од Благоевград. Они на време имаа многу добра туристичка реклама бугарите. Дојдете на одмор во Бугарија, вашата кола веќе кај нас. Тоа се две за којки. И као става типот ливче, не отварај џабе, што отвараш, нема ништо. Аз сум должен да проверам. Не знам за србите или за црногорци која беше дојте кај нас на одмор, порано вида дојте него ли ни. Секој случај, тоа е една, барем за мене, фасцинантна работа, кога човек кој што го знам буквално како дише кога, и кога ќе разберам, например, дека прави песна за Ед Ширан или за Бруно Марс. Јас се сечувствувам преубаво, може да замислам, ви кога сте го почнале, што вика сега можеби ти е виќе, нели, навлезен си професионално тоа, да. Ама првите неколку да го работиш тоа буквално, додека работиш сте траци. Ние сме за тоа и толку блиски, затоа што ние ги сваќаме сите успеси заеднички како наш успех. Да. Ка Виданчето, ка дојде во репрезентација, ја бев горд, затоа што Видан е во репрезентацијата, у футсал. Кога бе ти си бил у футсал? Симо, ја неки патешен си. Или не знам, Дивиот, Вањето Шиков. Значи се гордеиш на сите успеси на тие деца што си бил или луѓе што си бил покрај нив и секој пат ти е драго, горци и знаеш, размислував кога ми се јави Бубо за у подкастот и размислував да тој да не кој ќе ме гледа мене да стаден лик од праисторијата диносаурус, некој кавадарче, али сушто дека приказките има успешни приказки у кавадарци што сам нисам само една дело од нив. За жал се многу малце кажа, но да не речам ич. Има многу. Сите ликови што ги спомна за следниот гост, Борчето Стаменов, тоа што го прави. Фантастично. Значи неговата посветеност толку многу години да работиш волонтерски. Сите имаме искуство невладина организација. Тоа ти викам, тоа се тие. Дивиот, цела сала од 15.000 луѓе да ти скандира, диви. Или не знам, дечките еве од помладите, Биби и Боби. Па али легендарни ликови, професор Тија Блажо Боев, никој пат не сум имал, сум беше од инспирацијата ми е се од последното го гледав со Миле Букри, никој пат не сум седал со него, со Иван сум близок. Али фантастичен лик. Исто. Сакал да го видам, да го изгледам затоа што јас се гордеам со тоа што јас живеам во исти град со него и кога ќе те прашаат него или не знам, му викам на Бубока ми се јави, Бубо е Липче Сапунџиев, наш Бубчето, кога ми се јави, викам сакаш да му се јавам на Бубо Каров па и него да го донеси моја емисија. Исто легенда, значи такви легенди има овие градки што стварно треба да биме горди што сме тука. Да се кај си од Кавадарци. Да, и ни се гордееме со тие сите ликови. Мисля, тоа ми беше поента на цел муавет.
Јас се гордеам на сите ваши успеси. Мислам, сите наши успеси се заеднички. Па исто обострано е. Сега, на пример, ја на некој кога ќе му кажам, не знам, некоја песна ќе почне, му викам, знаеш ли, има дечки од Краваци, спот му правеа на вие за оваа песна. Значи, И стварно, да бе, добро. Знаеш? Ма не е добро, спот правеа на вие. Не, јако е, Некаш не е верно бе. Да. Седиш у кафечи на MTV, уште беше MTV пред да окинат, за не MTV умр. Не бе, срам. Не страшно. Нема Јас ТВ, сум- MTV. Ја не можам да се помирам со тие факти И уште. на MTV одам видео, ништо сме го правели. И седиш у кафечи, му викаш, не го правело. Не. Не го правело. Што ќе пиете, бе, ајде не такуме. Као правиме видеото за Алис Купер и го објавува. Алис Купер правеле видео, Да. гледа Алис Купер Да, и човече. го објавува. Животно у рок-н-рол. Да, го објавува трендо на Офнет. Видеото ништо го објавува, не знае дека е правено у Кавадац. металот, а? И пише, не знам, има вакво. И sad Trend of Net mi je едини сајт што го читам у последно време, да, и у ја. последните неколку години. Сличен на Кавадарче. Многу сличен. Не, фантастичен концепт има Тренд, страшно. И му пишам само порака на Офнет, на официјалниот сајт. Само да ви кажам дека во видео правено Кавадарци. Не! Да, му кажам цела приказка и она објави цела приказна што му напиша. И ка ненормално, вика дечки, страшна стара. Значи има Логин Кочишки исто ми е драг пријател од Пасвар продукција, менаџер на Дубиоза. Трендо Да, Трендо и Логи. Логина. Таа двојка е. Ни се случи, беше Армин Ван Бюрен у Охрид, не знам кој го сега мислам дека Авалон, и тоаш беме тем блиски со Армада, работеме многу со нив. Издействуваме да ни дадат да бидеме у бекстејдж за знаеш, колеги кој сака, кој е у Охрид тие момент, може да отиде у бекстејдж на концерт на Армин Ван Бюрен и одат. И му викат од Армада, ти што не знаат, пред настап, пред да иде некоја голема звезда, има рајдер листа и у рајдер листата ти пише сакам да имам 20 пакети вода, вакви бомбони, не знам ова, и 10 карти оставени за Sky. Кој се тие Sky? Од Македонија се дечки ќе дојдат, 10 карти за нас оставени. Кој сте ви дечки? И му кажиш на шега и брас. Али генерално не Човек кој се у Македонија на Ван Бюрен, у Австралија сум значи идам бре. Многу е јак тие момент. Имаш пријатели у тек на годините, направиме толку многу пријателства со луѓе што се на президент, вајс президент позиции у големи светски леблови и иделе тука у Кавадарци. Знаеш, и не се направиле никој пат фама од тоа, али иделе луѓе тука у Кавадарци за нас да не видат и тоа ти е као сатисфакција лична дека ти си направил нешто за нив и они ние мислеме дека ни му дужиме нив услуга. Не. Они нас толку ни се благодарни за тоа што ни сме го правеле за нив сите. Знаеш, ти си му помогнал, он дошол од позиција на junior, на entry level и ти со твојата работа, ја му викам, или не знам, Снупи, пошто ја и Снупи обично преговараваме со клиентите, ти кажи му на шефот, вика дека во не е возможно, он ни пише нас у среда, треба видеото да биде готово до утре, никој не се фачи. Кажи му на шефот дека ние ќе ја завршиме работа и знаеш дека нема мак. Ни сме придонесиле многу луѓе, што сега не си исто блиски пријатели, да стигнат од почетна позиција во фирмата, да стигнат до вајс президент, до президент на департменти. И они ни се многу благодарни за тоа. Ни се благодарни и ни вратиле со тоа што не постоела после за нив друга продукција, туку не контактирале цело време. Директно. Ја ви избрза, де сега иднате нане да видам како работите, дај со време да си вани. Има такви многу приказни, имаме за Cardi B имаме направено видео за 24 сати, буквално за 24 сати. Најлудиот дедлайн е 18 видеа у едно дено у 24 сати. 18 видеа. Вау. Не може се сниеме 18 Да. видеа со телефонот видеа. Тоа беше друго време, не има видеа што не се прават толку брзо, ова беше по simple контент.
Ето дечкото што го спомнава Приџеска Доброволович од Димитар Стаменов, исто еден од дечките што поминале низ Он не беше од оригиналната постава. Управите така, 15-тина, да. Неки патешени. Да. Сам Човек во години е Димитар Стаменов. Да. Димитар Стаменов е исто лик што вреде, затоа што Димитар што има видено од позади камера, па не знам, многу малце луѓе има видено. Димитар, не дај Боже да почне книга да пише, пола се обесат, пола че треба да му дајме некоја титула. Само еве додеваме титка. Неме титкај. Да. Браво. Бартучевец. Димитар Бартучевец. Да. Страшен лик. Браво. Не знам дека Кавадарци е расадник за многу таленти, сум убеден во тоа. Знаеме понекогаш тие талент, особено родителите, да го испуштат од раците, сакајчи, сега не нормално секој на своето дете му мисли добро, ама сакајчи, не знам, по неговите стапки да тргне, а бил талентиран за нешто друго, тука малце заебуиме работта ни. И знаеме Генерално лафам сега, не ништо нит Секоја чест исклучат си кажеш. Сега, и за тоа, например, кога еве сега мислам дека ќе има оглас за нови вработувања. Сега е, например, кога ќе дојдат тие нови дечки кај нив, многу е убаво да кога ќе влезат у фирма, фирма која што на тие листата е ДГ му правеле спотови, му правеле видеа и тие талент што го имат они, ја мислам дека тука со самото влегување кај вас нив му е надограден. Ами може да замислам па нели ако го седниш, ако со обус, лафам ако прифане работа. И ако завергла у таа работа. Тоа нас ни фале. Затоа таа ваша фирма стигна до таму кај што стигна. Го зима талентот, ама не го остава тука на нели? Туку го граде. Креваш лествичка, цело време треба да креваш лествичка, нели летвичката у скоковите што креват нагоре. Како ви кажа вие, шуѓанецот. Дуплантис. Дуплантис, ама ја од Хавиер Сотомајор од времето. Мундо. И кој тие што крева цело време лествичката, особено у продукцијата, затоа што тоа е најбитно. Ако немаш производ да продадиш, кој сакаш би? Да. Он е тие што крева летвичката цело време и бара, значи бара од сите да работат на квалитет. Кај него да отидиш на QC, на quality check, да ти го одобре видеото, што стварно ти биде добро видеото, за да ти го поминеш. Кај него и тоа е исто една од причините за тоа што си стигнал до тие степени. Кај него нема простор за манипулација. Да прави. Ајте го, не сам очен помине. Значи кај не одма те фаќа. Одма те фаќа секундарно, ја не знам он какви очи има, да 100 пати сум го рекол. Да ти гледа, да знае кај ти е ваквото, ти чита мислите. Само да е до тие степен на гледам видеа, он ги гледа видеа, не ги гледа филмот Канише го гледаме, или од видеото, не го гледа никога што го гледаме, он го гледа од аспект да му најде грешка на тие што го правил. Значи и одма обавезно ги забележува. Не знам како може, значи, додека тебе ти цело внимание фокусирано на дејството, нема му е фокусирано на дејството. Трајко Малиот го знаеш, ти го знаеш Трајко Малиот. Ти многу мал. Да, Трајко Малиот е мал дечко, состои 70 кг и 2 метра висина. Еднаш го земаме на утакмица и додека сите гледаме ни утакмицата, он гледаше рефлекторите, светлото как се настави, да. Тоа е исто кај нас у продукцијата, и што него го интересира продукцијски аспект, технички аспект, видеото да бидат кај што треба. Па и што каже Цимо, тоа е убавината за тоа што ти дава шанса, буквално те турка тебе ти сам да се надоградиш. Он не ти бара грешка за да те не знам, да те увреде или нешто, него ти дава грешка, критика, објективна критика што ти треба за раст. Вичи кога го имаш талентот, па зошто и така да се издутниш? Напротив бе, дури јас би барал, например, дево директорот види кај
кај да го подобрам, кај да го... Истото ти што го правиш ка режираш или ти ка правиш ка режираш, ка бараш од глумците, го сакаш да извадиш дополнително нешто. Ти знаеш дека може. Да, знаеш дека може. И ти го гледаш, ти знаеш дека може. И го тераш. Ти го тераш. Ајде, можеш ти да направиш. Ако знаеш дека не можеш, добро, ајде. Да. Али тоа е таа и сам за тоа стигнате и видот тие степенки што да видите со театарот првично и со се што работи, првично театарот, тоа сведочат сите тие продадени сали унапред продадени молење да се дојде да се биде меѓу првите што ќе фане представа. Ама и многу вежбаме ни. Многу вежбаме. Па, Јас сум вежбач. ти си тие што Ја малце залегнал последно време. Не, ти си од тие што кој прави одбор? Што сакат да садомазо си прават на сцена. Тоа да. Што садомазохисти што се. Садомазохиста сум, да. Да. Особено мазохиста сум. Мазохисти, да, Сум не се само убивал за таа сцена. Од вежбање, иначе во вежбање е еден израз кој што никако не кореспондира со театарот, ама често некогаш го употребуваат луѓе што не знаат што е тоа театар. Туку зборот ми беше дали да привршуваме. Кај ми стараме едно 40 на минути. Да. Саат и как ќе дојде тој 20. И 10. Саат и 10. Доста е, бе. Не, знаеш што ми беше, што кога му се јавив јас за Ништо не емисијата, питам. вика, Што ќе лафи? викај, што бе ја ќе правам у емисијата, што ја ќе кажам за мене? Ти што ќе кажеш за тебе? Со Ед Ширан песни снимале нам, он што Моле, ќе јас кажи, јас Кавадарче, прв човек што почна да работи социјален живот у Со Ентони- социјална мрежа. Море. Со Ентони од Red Hot Chili Pepper ќе лафуше малце. Мислам дека не се случи тоа, не знам зашто. Се помалку работим во музичка индустрија, повеќе се завртени на комершал и на мини драмите. И ми фале малце музичката индустрија, не зашто ми фале. Сега повеќе спијам, тогаш не спиев, знаеш, многу тука се попуштени, дедлајновите се подолги и си легнуваш навечер никој не ти звони, многу проблем е тоа. А ја бе научен да не спијам и сега проблем е си легнувам и спијам се Телефонот си звониш од друг да Да. видиш да не е проблем. Добро, па од друга Ше страна стане. ние сме со мали деца, па и онака не се спие со Па мали стана деца. спиме. Да, сега спиме, да. Спиме. Он си ја нареди работа, он одити. Кој? Спиме Еве сега. исто е шо. Истини се. Скроз. Истини се скроз. Мисля, па повеќе спијат кај тебе. Не бе. И кај мене сакам да кажам, он додека се мали тогаш, сега на пример Сара е 3, Пантелеј е 5 и стварно сега се легнуваат на пример си легнат кога си легнат, едниот 9-10, другиот 11-12 до утрца вајле нема ставање, пред тоа. Пред тоа, да. Мрче, Ништо кај ќе ти кај ќе бидеш на редот, ќе дойдеш да помогнеш. Али не. ти зошто јас? Овој. па ќе дојдам јас со Red Hot Chili Peppers тогаш да преговарам. Не, мислам можда Томка ме ни бак судимо на Red Hot Chili Peppers. Californication. Цимове, дај бе, удави си и ти бе. Зошто, шо? Сам Владиче јавно не треба да направиме, али Мене не ме стигаш бе, браче. Не, тебе нема шанси. Еми, шо си напнал Нема шанси. тогаш? Не сум напнал. Шо сакаш да докажеш? Готов. Чиданчо ми е интересен ка се луте за тоа. Чиданчо следниот пат ќе Сега го чекаме, еве го мај помина. Зошто ме лажиш? А вие па рокови му дава со сетум. Абе не Мај знам. месец. На стар човек и на мало дете не му се ветува ако не мислиш да му го испаниш. Да, грешката е, не кажеме кој мај. Чиданчо лично ми е стар човек, како Да, годините така е, вика така дека у таа Така е, класа, ама лафот, он да. е шампион. Па добро, тоа е тие глумачки спирит. Да. Што ти е тебе 18 години е виче он врие дајте ми главна улога да играе. Да, и за приказки исто. Да. Ништо Да превршуваме, гледаш дека да. има што да се каже и кај тебе и Ами ништо викнете му шедаш тоа, што ти мал каже ја. секој че пиши ни со кој не се докажаме. Да. Да, само не спомна и за спортската кариера Уневски дека беше Не, голман. Да, јас те Ти квеш, прекинувам, да.
Тоа ќе го оставиме за наредната емисија. Голман беше. Вандер Сар. Не, Изелен иначе десно не е Сега проблем, може да си сега полавиме и за тоа, ама Димите ќе треба ајде да титлува. Да. Кај што кажаме, ќе чекаме пау емисија да се докажеме. Вие гледате фајнте уште некоја звезда, нешто тамо, уште некој успех у вашата фирма. Па и тие да го испромовираме тука, фирмата стварно заслужува да се испромовира. Ретки се такви компании, па и у Македонија, ќе кажам, не само кавадарци, него и у Македонија ше успеале да стигнат до тоа некое ниво. И кај што кажа, и ние сме многу горди на тебе, оти знаеме која е твојата функција у таа компанија и кој ја држе компанијата на тоа ниво кај што е. Знаеме и кои ти се способностите. За не случајно те викнаме да му објасниш малци и на дечките, новите дечки, што значи таа AI технологија, дека има компании што баратат таа AI технологија и дека можат многу да напредуват од таа компанија. Ние ќе се дружиме и приватно, ако не можеме да те видиме вака, па ќе те викнеме на снимање. Да ги поздравиш екипата дома. Фала Да ги многу. гушнеш, да ги цуниш од нас. И Цимо нека заврше. Да, јас ќе завршам. Тебе ја не Ќе кажам. си чекаме ти си скоро за Лека крај. ти. Така. Да. Малце ли кажа мајка му ста. Позор ќе да ги кажам, деша ради се вие. Да, нема многу сожар, ама дали ќе го Каре комерц, не го кажувам јас само Не, иначе го знаеш ракописот. Каре комерц, Валери Бербер Формен, Инел Интернационал, Кити Принт и Бифе Буки. Цимчо мој, фала што ни беше гостин на вие преубав лав муабет што си го направиме. Јас ќе ти посакам само здравје тебе и на твојата преубава фамилија. Ќе се видиме скоро на роден денот на Евгенија. Ќе се издружиме. Ќе ми биде мило да го продолжи да го трасираш вие пат што многу значи за тебе, што многу значи за SkyEye и што многу значи за Кавадарци и Македонија. За тоа што малку мина се тие што знаат да не представат увистинско убаво светло, особено настрана. Јас како мој долгогодишен пријател нема да, како да кажам, нема никогаш да се посомневам у тебе и у твоите квалитети, не само заради тоа што сме пријатели и што сме многу и другари и фамилиарно поврзани, туку само заради тоа што те знам какво преубаво карактерче си. Дури некогаш малце вака ме нервираш што си предобар, сериозен сум, малце ме коси што си предобар и што некогаш не знаеш да завалиш еден шамар кај што треба, ама па од друга страна па тоа те прави тоа што си. И за тоа и Снупи и Ико го видоа тоа што го видоа у тебе и за жива глава сега нема те пуштат, разбираш. Ја сомневам, одамна немам одидено. Да видам некој канцелар да си стави некој таму под клуч 4-5. Разбираш додека работиш. Фала ти уште еднаш, брачо, беше. Фала и вас што ме Гостинче викнате, фала што имате такво мислење, знаме. Мислам кога знам тоа е вака. Убава кога си го чуиш, си го снимам, си го оставам. Пред аудиториум. Да. За настароси кога ќе ме фане нели на сите ги фаќа тоа, вајда, кога ќе те чепне егото, вичи никој не ти играе, ти пушташ и ти го пичиш. Шо беше на времето. Кој сум бил, да. Евгенио, ева, татко ти да видиш. Не, баш ми чеф, не мислев дека имам нешто да кажам, ете испадна дека имам нешто да кажам. Се надевам дека че Кавадарци е крат што секој пат живеел и секој пат имал бистри паметни умови дечки и мислам дека ќе биде можда поттик за некои нови генерации да ќе прават следен успех на кој што сите ни ќе биме горди. Дефинитивно знам колку има кај нас, мислам на Балканот така создадени да го
првично да го хейтаме тоа што е успешно, додека не стане преуспешно, па тогаш да се фалиме со неговиот успех. Али има луѓе што знаат да препознаат, двојца се туку у вас ова, еден десно, еден лево од мене, и верујте има уште многу такви што ќе ве пофалат и ќе ви видат тука, пошто ги знам да има и вида на колку луѓе му помогнале кај му требело и кај не му требело толку многу. Така да имате светот отворен за сите. Тоа што не сме го направиле од Кавадарци е само доказ дека се е возможно да стигнеш да работиш. Секоја идеја што колку да мислат луѓето околу вас дека е луда, некој пат и нас Снупи, и кога ни кажа че работиме Снупи беше че работиме на за Бруно Марс, директор. Ние сме кибули у подрумот, 4 компјутерча за види таму, оди прегледај си, имаме пријатели. Али ете, бидна, така да дечки, да не го тупиме. Ал сам се распричал. Се гледаме у следната емисија со други поинтересни гости. Да. Секој се интересен на свој начин. Така да, фала ви и вас што бете и ва вечер со нас. Уневски Даниел, мислам дека долови до негде зошто е посебен. Човекот го знаат, постарите генерации особено доста добро го знаат и нема човек у градот што не му е пријател. Многу ретко некој да не му е пријател. Затоа да чисто како една ремарка зошто е Уневски Даниел толку каков човек е у градот у Кавадарци и се гледаме у некоја наредна емисија на народна. Нека наредна емисија тоа е стварно пак како за фали и сет си испобрка на крајот. Чао, се гледаме следниот четврток 9:30 саат. И тоа е тоа требаш. Гладен сум што да Еми кажи. Дето не е болно. Кажи, ти снимаш уште, доста е. Доста е, ајде.